Како нашите предци си го објаснувале она што и ние денеска го гледаме на небото, со ѕвездијата, кометите, метеорските дождови, и како овие небесни појави биле корисни и многу потребни во нивното секојдневие. Зошто галаксијата Андромеда кај нас се нарекувала гумно? 7 ѕвезди од созвездието Мечка биле 7 арамии, а Млечниот пат пак Попова или Кумова слава. За традиционалната астрономија на македонскиот народ разговараме со Ванчо Стојковски од Граѓанско-научната космичка агенција. Денес ние тоа не можеме така лесно да го разбереме во наше секојдневие. Поминатото, појавите на небото биле неминовно поврзани со некои појави директно на земјата. Она што нив им предизвикало особено внимание се појави кои што не се циклични, не се редовни. Има појави на небото за кои што ние знаеме дека денес знаеме дека се циклични, меѓутоа во тоа време не може да се претпостават или да се пресметаат. Некои од таквите појави се затемнување на сонце, затемнување на месечина, појава на комети, сјајни комети, паѓање на метеорски дождови во поголем број. И сите тие појави предизвикувале страв кај населението дека преслува знаци за некои лоши настани овдека на земјата, најчесто како наговестување на чуми, тешки болести или војни. Од Ѓурѓовден до Митровден, летно и зимско небо, според кои нашите предци и го одредувале годишното време. Со помош на месечевите мени и се јавуваат лунарните календари, кои што се први календари што се користат за мерење на времето на полуокруг, и тие се користеле пред се во земјоделските и сточарските заедници да знаат кога доаѓа периодот за да се работи нешто на терен. Кога месечината расте, се започнуваат нови работи, веридби, бракови. Кога таа е полна, се берат благодетите од работата, а кога таа се намалува, тогаш ништо не се превзема значено да се работи затоа што ќе пропадне, ќе се изеде, таа фаза се вика изедовина, освен што тогаш се изработуваат лекови за некои болести. Македонските автохтони имиња на созвездијата си раскажуваат своја приказна. Асоциацијата може да доаѓа од различни аспекти. Дали визуелно на нешто ги потсеќа, или појавно се поклопува со нешто што они го очекуваат во своите приказни. Еве да кажеме, таа квачка, на незе не можеш да нацрташ квачка со пилиња, меѓутоа има една светла звезда и 6 помалку светли звезди. А тоа е периодот кога се работи на нивите и постои опасност додека дојде дека доколку се спушти квачката ќе може да го изеде породот, летнината. А македонската митологија пак се испреплетила со сваќањата за природните појави. Громот и молњата се исто така поврзани со работата на змејот. Змејот во нашата митологија е многу присутен. Имаме змеови кои што се заштитнички ориентирани кон одредени населени места, некои змеови се диви, лути и прават бели, меѓутоа најголем дел од нив се заштитнички поставени према луѓето, но имаат огромна моќ. Фрлаат молњи за да ја умијат ламјата, а ламјата е таа што го уништува посевот. Од село во село, од еден крај на Македонија во друг, Ванчо Стојковски ја продолжува традицијата на собирање народни преданија и е еден од создавачите на македонската етноастрономска карта, која е номинирана за нематеријално културно наследство во УНЕСКО. Цели приказни што за жал се повеќе и повеќе се забораваат, изумираат, а наша работа е тука преку нашите активности поврзани преку работата со УНЕСКО да ги ставиме во заштита затоа што веќе влегуваат во загрозено културно наследство. И за да оствариме тоа ќе треба да најдеме начини да се приближиме до младите креативни луѓе, да навлезат малце во овие преданија и инспирирани од овие преданија да почнат да творат на тоа поле. Ова е само дел од она што Ванчо Стојковски имаше да ни раскаже за традиционалната астрономија на македонскиот народ. Но неговата порака е: најдете време да излезете надвор од градските средини, за да ја почувствувате моќта над звезденото небо над Македонија.